Гледката не може да се опише с думи. Обгорени тела, скупчени едно върху друго, черни чували, смачкани ламарини. Огледът на местопроизшествието продължи повече от 24 часа. Започна по тъмно и приключи по тъмно. Jom kuanën e maj vedishmi aty, se di Zoti ma ka dhënë një forcat që e kum pa krejt, do me thonë krejt në ngjarjen e kum pa se çish ka ndodhur prej fillimit. Просто от никакъв, как да кажа, не загриженост, но никакъв интерес това разследване да приключи бързо. Загубиха се в някаква комуникация и някакви искания за правни помощи и само обещания, ние не виждаме ход. Мора един ден да излегува. Ако не, па Господ ти ги казва. Без малку една година по несреќата на автопатот Струма, само венец на председателот Стево Пендаровски подсетува дека на ова место се случи трагедија на автобусот на Беса Транс, во која од 52 патника 45 ги загубија животите, а само 7 преживеа. Туристите се превезуваја од Турција кон Македонија. Сите починати настрадаја од термички шок и задушување. Една година подоцна и истрагата на бугарското обвинителство не е затворена. Сејка Милева, портпаролка на главниот обвинител Иван Гешев, вели дека се чека одговор на барањето за правна помош доставено до македонското јавно обвинителство, кое требало да ги запознае роднините на настраданите со нивните права и да ги праша дали сакаат да направат увид во доказите. Во Софија имаат информација дека одговорот веќе патува кон нив. Когато в българската прокуратура пристигнат материалите от изготвената молба за правна помощ, досъдебното производство ще бъде възобновено и се надявам в най-кратки срокове то да приключи по същество. Тоа што значи, што следува после тоа? Това означава, че делото в момента е спряно, ще бъде възобновено. Който от наследниците желае да бъде запознат с доказателствата по делото, ще трябва да се запознае с тях и едва след тогава делото може да бъде приключено. Милева вели дека трагедијата е резултат на два последователни настани. Удар на автобусот во оградата, па пожар. Вештачењата покажале дека во автобусот немало пиротехнички или други лесно запалливи материјали, ниту пак дека се работи за терористички напад. Туку Експертизата доказа, че шофьорът е шофирал автобуса с превишена и несъобразена скорост и че причината за настъпването на пътно-транспортното происшествие е човешка грешка. Таа вели дека бугарскиот главен обвинител побарал проверка на квалитетот на сите бугарски патишта, но дека независно од наодите, тоа не ја менува до сегашната теза дека вината е кај возачот. Сепак, адвокатски тим од Бугарија кој застапува 5 семејства на загинатите од Македонија, веќе ја оспорува до сегашната истрага. Считаме, че наказателното производство пропуска нещата, които са установени от две специализирани държавни институции. Едната институция е Агенция Пътища и мостове, тя е под контрола на Агенция Пътна инфраструктура и самата тя казва, че има множество нередности по пътя. Друга комисия по възлагане на тогавашния министър е изготвила също констатации, които ви предоставихме сега и от тях е видно, че са на лице множество нередности на пътната настилка. Шоферът не е знаел къде се намира на пътното платно, имало е липса на маркировки, има неизрядно поставен асфалт. Мантинелите, ако са били отговаряли на изискванията на Европейския съюз, а е трябвало да отговарят, нямало е да бъде затисната и тази врата на автобуса. И трябва според нас конкретни хора да бъдат обвинени и да влязат в затвора. Димитров вели дека компанијата во која е осигуран автобусот е согласна да ги обештети семејствата на загинатите по бугарските, односно европските лимити, кои одат до 5,2 милиони евра вкупно за сите настрадани. Дополнително,
Преку граѓанска постапка против тамошната агенција за патна инфраструктура, правниот тим се надева дека ќе издействува фамилиите да поделат уште 10 милиони евра од штета. Постъпката в момента, разследването се бави както от македонска страна, така и от българска страна. Единственият документ, за да започне да изплаща обезщетение за страхователната компания, който не е изготвен още, това е полицейският дописник, където просто трябва да се отрази в полицейския протокол броят на починалите лица и с това да се удостовери, че те са били в автобуса. Аз за това призовавам македонското разследване по-бързо да съдейства, за да могат хората да си получат обезщетението, поне това да ги облегчи малко, тъй като трагедията е огромна. А ние не виждаме никакви действия от страна на македонското разследване да се получи този документ и да се помогне застрахователя да изплати тези обезщетения. А сте барале? Аз сме барали многократно. 360 степени се обрати до македонското јавно обвинителство и до полицијата. Дали и зошто не е изготвен документ врз чија основа, како што тврди адвокатот Николај Димитров, семејствата на загинатите би можеле да добијат парична одштета. Од македонското обвинителство потенцираат дека несреќата се случила на територија на друга држава и дека истрагата ја води бугарското обвинителство. Велат дека можат да помогнат само по барање за меѓународна правна помош и тоа, како што велат, доставени преку законски предвидените канали. Ист одговор добивме и од МВР. Голем дел од загинатите во автобуската несреќа близу Софија се од скопско-студеничани. Општината го изгуби матичарот во чие сеќавање изгравиран неговиот личен потпис во подрачната канцеларија на управата за водење на матични книги. Работното место го наследил неговиот син, но и тој, како и многу други блиски на загинатите, не се обрасили пред камера да зборува за трагедијата. Во несреќата ја загубил и мајка си. Сороднините тагуваат и со селаните. Не само село Студеничани, што се чувствуваше тажно, болно, него цела Република Македонија. Сите ние што сме овде, живееме тука, уште ден денеска нема да го заборавиме тој настан. Много тешко ме било. Сум имал преку 10 души моја фамилија. И блиски смо тие. Много тешко. Божем ќе дава нешто за тие мртвите луѓе, и то ништо нема. Катастрофа. За тие луѓе што се поминена година ништо нема. Përshëndetje. Малкумина имаа среќа да преживеат, како Люлзим и Медина. Тие понудата на туристичката агенција ја виделе на Инстаграм и како што туку уверени, решиле да отпатуваат за Истанбул. Сега се во брак и живеат во Прешево, Србија, но не можат да ја заборават кобната ноќ. Kur e kom thy xhamin, kum ra me xhamin poshtë, edhe tjerët kanë dalë vet, kush ka pas fatin me dalën, edhe kanë dalë tjerët vet. Unë s'kom mujt me pështu asnjë se u kon autobusi shumë i nalt edhe ka pas flak, për me një rend autobusi ka marrë në 4 orë flak. Kështu që unë kur e kom thy xhami, kum ra me gjithë xhami poshtë, as Medinën s'ko mujt me pështu se kjo ka met në autobus mrenda, ta ne vet ka dalë. Vesh në zoti dashti që unë më këthy frimarja, edhe një person kër më ra këtu në gjyks, më këthy frimarja, e në ato momente e kom pas ashtu rasi shi se frym edhe zdi as veç që shkum dalën për aty. Zdi. Kum këthy për xhami, apet kër kum këthy më ka radë si balaez, veç kur ka ardhë lulje më ka kap, edhe i na largu krejt se o këtu qmi po eksplodon autobusi. Вела дека освен во болница, после несреќата никој не ги контактирал. S'kemi prit prej institucioneve shembull me na thirr, me na ndihmu diçka, po s'paku me pas thirr një telefon me thon a jeni mirë, qysh po ndini ose do me thonë kur kush s'na ka thirr. Од македонското обвинителство пак тврдат дека ги контактирале наследниците на загинатите и дека ги известиле за текот на постапката и нивните права.
Во Македонија веќе започна судски процес против управителот на Беса Транс за фалсификување лиценци. Само за една година, со лажна јавна исправа, автобус на Беса Транс 20 пати ја преминал државната граница. Во предистрага е и случајот со станицата за технички преглед во Скопско Глумово. Наместо МВР да ја затвори поради пропусти во функционирањето уште во август лани, таа работела, а на последен технички преглед таму во октомври поминал и автобусот на Беса Транс што изгоре во Бугарија. Ке изгори ли надежта за правда?